Почитувани гледачи, добар ден. Уште една сабота на телевизија 24 Вести, повторно работна и релаксирана, последна за месец октомври. Многу брзо поминува годината, ете го испраќаме и октомври, работно и релаксирана на телевизија 24 Вести. Денеска емисијата ќе биде под надлежност на двајца ракометни суди, така да доколку јас нешто сгрешам, можам да добиам и исклучување од емисијата, затоа ќе морам да внимавам во текот на емисијата, затоа што тие знаат да носат брзи одлуки, динамични се, постојано се на терен, судат, досудуваат многу кога гледаме ракомет или ете конкретно во овој случај знаеме да бидеме и ние насочени кон нив доколку не судат во својство, односно во услуга на тимот за кој што навиваме. Меѓутоа денеска во нашето студио релаксирани, без работа, без судење, се шалам. Секако најпознатите ракометни суди во Македонија, ракометната двојка Николов Начевски. Добар ден за Ѓорги Начевски и Славе Николов. Добар ден. Прв пат во работна судија. Ете, гледате како веднаш почнем, имам трема кога има судите да ми досудите црвен картон или нешто, па да морам да се откидам од емисијата. Денеска нема да даваме. Денеска, да. Црвена столица за Славе, жолто за мене. Ѓорги, ти можеш да ни судиш. Ја можам да ви пресудам. Да. Како се чувствувате вака кога стете релаксирано, работно во нашето студио? Многу ретко се случува вака да бидеме во неработно издание за викенд, така да се чувствуваме одлично. Ти благодарам за поканата што не покани. Добро, искористив момент кога сте слободни, кога немате некое судење, кога не сте делегирани за некој натпревар во сабота, сепак утре нема да одмарате. Денеска ќе се релаксираме во нашето студио, Славе. Така, денеска сме слободни, меѓутоа веќе утре имаме првенствен натпревар од Супер машка лига. Вардар јуниор со работнички во спортскиот центар Кале, така да сепак утре сме повторно на нашата работа. На терен, да, сите кои сте се заинтересирани секако за ракомет, да знаат и се информирани кога се надпреварите и веројатно дека ги следат оние кои што се љубители на ракометот. Имаме на вистина напредок кога станува збор за ракометот како спорт во Македонија, иако долги години наназад традицијата во судењето, благодарение на вашите семејства, тука една семена традиција постои кај Начевски и кај Николови во однос на ракометот и на судењето. Поготово кај Николов, каде што и дедото всушност се занимавал со судење. Не. Значи, татко ми исто беше судија за време бивша Југославија, судеше втора сојузна лига. Долги години судеа заедно со таткото на Ѓорги. А нема ли некоја претходна? Нема. Тоа е значи некоја информација која што јас сум ја слушнала, се извинувам и затоа мислам дека подолго трае таа традиција кај вас. Значи таа историја се повторува. Значи долги години они беа судиска двојка за време Југославија, судеа во таа втора сојузна лига. И еве сега историјата се повторува. Ја и Ѓорги сме као судиски пар, ја представуваме Македонија надвор од границите, на сегдека, значи. Каде да отидеме, се вее македонското знаме. Тоа е многу битно. Голем успех за Македонија. Успех е секако и во периодот кога вашите родители суделе во рамки на Југославија, да има суди кои што се од Македонија и кои што биле дел од ракометната историја на свој начин. Многу е логично и нормално кога имаат синови тие да продолжат по нивните стапки. Растени сте со надпреварите. Она што ме интересира денеска е многу лесно и едноставно да се гледаат и да се следат сите надпревари. Порано како тоа било. Немало такви директни преноси, а се знаел резултатот и веројатно сте очекувале кога ќе се вратат од некој надпревар, па тука паѓале прашања како беше што. Порано беше најтешко. Значи, како што каже и самата, немаше така современа технологија како денеска. Во исто време ја и Славе се случува да пратиме и 3 па и 4 утакмици одеднаш, дали на лаптоп, на телефон, на телевизија и така натаму. Во тоа време не беше така едноставно. Најчесто ние идевме со родителите, каде што ги пратевме, ги следевме на секој надпревар и гледавме, или у тоа време имаше видеокасети, па секоја утакмица се снимаше и како ќе дојдат, прво што ќе дојдат, ќе ја прегледаме утакмицата, па после дискутираме за тоа што било и како било. Знаете ли тогаш како деца, Славе, да се вмешате можеби во некоја одлука на вашите родители, да кажете зошто сега вака досуди? Па јас се сеќам уште као дете, као мал, секогаш идев на утакмиците кои ги судеа они, значи не само во Скопје, туку и надвор од Македонија. И секогаш после надпреварите правевме како некоја анализа, они ми објаснуваа зашто било тоа така. Се информирав уште од тога, значи бев заинтересиран. Значи немав некоја цел да бидам ракометар, него уште од мали години тргнав со судиската кариера од свој 15 години.
Они ми беа, значи, пример за тоа и еве до ден денеска добро иде со судењето, напредуваме со Ѓорѓија. Така да све е во најдобар ред за сега. Да, и се навистина добри репрезенти кога станува збор за ракометните арбитри во светот и пополека некако се чини дека ќе ја надминете и онаа кариера и она што вашите родители го направиле. Дека Ќе ги оставите можеби во сенка? во сенка нема да ги оставиме никако, бидејќи оставиле голем белег во македонскиот спорт, во ракометот поготово, дали како суди, дали како генерални секретари, дали како работници во спортот. За разлика од нив, ние имаме многу повеќе време да судиме меѓународни надпревари. Они во тоа време го нема. Порано се стануваше многу покасно меѓународен судија. Значи, веќе, кога ќе станеш искусен судија на 30-35 години, тога се сметаш и јас сметам дека тоа е исправно и правилно, дека треба да се стане меѓународен судија. За жал, во денешно време, уште не го испекол занаето што се вели народски, кај нас не е почнал да суди тие надпревари што треба да ги суди, веќе станале меѓународни. Стануваат меѓународни на 20-22 години, он до 40 години, значи до 50 има толку да суди што веќе ќе му досади и ракомет и све. Можам да кажам дека сум најмлад меѓународен судија што има станат од кај нас, на 26 години. Меѓутоа, до тој момент ние веќе имавме судено 10 години. Ова е јубилејна за мене, 20-та година како судам ракомет. 20-та година, претходно играв, а Славе веќе он почна и пред мене. Веќе ова 22-23 првенствена сезона што судам. Во текот на мојата кариера судев и со други партнери, меѓутоа од 2004 година сме заедно. 2005 станавме европски суди, значи со значката на ЕХФ. Следната година полагавме за светски суди, значи на светско ниво во Чешка. Таму го положивме курсот и од таа година натака сме присутни, значи, на сите светски, европски. Можеме да се пофалиме и со Олимпијада во Лондон 2012 година. Ретко кој може да се пофали дека заслужено така, заслужено. Без вајлдкарт. Да, секој ќе ни каже ти за Олимпијадата. Тоа е едно сосема друга димензија во спортот, значи во кариерата на еден спортист и во кариерата на еден судија, значи. Сон на секој спортист секако да. Можеби не е највисоко спортско надпреварување, меѓутоа е како ивент, како настане Доживување дефинитивно. Напомена дека си играл и ракомет, иако Славе уште од мал знае дека нема да игра никогаш ракомет, дека ќе се определи на судењето. Ѓорги сепак проба да биде дел од играчите и да играш. Не само што пробав, него играв и одлично играв за тоа време, меѓутоа за жал или за среќа бев многу потемпераментен од останатите, така да не ми беше пресудно дали ќе играм или стигнав дури до младинската репрезентација, игравме со Ванчо Димовски од почеток, игравме и во Металург, игравме и во Вардар, за да завршиме. Ја играв, почнав како крило, а завршив како пилот, за да ја завршам кариерата во пролет. Пролет, секако тимот кој што се уште функционира, да. Функционираше и предходно. И предходно, да. А што беше тоа темпераментот? Не ти беше доволно или имаше можеби проблеми со играчите, со ако веќе сакаш да знаеш, многу се тепав, да. Да, на тоа мислам на темперамент. А реагираш ли тогаш на судиите ти како играч? Реагирам. Меѓутоа тоа се оние детски години кога не размислуваш веќе од другата страна, сваќаш колку не било лесно да се биде суди. Само одлучи да прекинеш и да се посветиш на судењето? Само одлучи да се прекинам и да пробам да видам како е со судењето, за среќа. Ни тргна, мислам, не беше така едноставно како што изгледа. Напротив, имавме многу тешки сезони. У една сезона, јас стално се шегувам, од 8 утакмици имавме 9 тешки инциденти. Така да на секој начин настојуваа да ни попречат во развојот понатаму. Мене ме радува тој податок што јас станав и меѓународен и почнав да судам во Суперлигата, кога не беа нити татко ми, нити чичко ми генерални секретари на федерацијата, напротив тогаш имав многу обструкции. Да, за да не може сега да ти се префрли дека поради минатото, односно поради родителите, поради фамилијата си. Еве сега го имам истиот проблем. Мислам проблем, условно речено проблем. Татко ми е главен на сите судии во Европа во моментот, како што знаеме. Баш поради тој факт од некој нешто да не префрли, можеби и тоа што треба да ми се даде не ми е дадено баш поради тој факт. За среќа наша ние стигнавме до Олимпијада и пред тоа да стане таму. Тоа е нашата голема сатисфакција.
Точно така, не може на такви надпревари да се прогледа низ прсти, затоа што не е Драга Начевски единствениот односно во Европската ракометна федерација кој што може да одлучува сам буквално за се. А вие секако тоа го успеавте или пред да дојде тој на позиција, Македонија треба да биде горда на вакви луѓе кои што ја представуваат достоинствено и како сами рековте, знамето македонско во секој случај е присутно и до самиот крај на Лигата на шампиони, на европски првенства, благодарение на вас. Македонија треба да биде горда, и ние сме горди што сме македонци, бидејќи за среќа од една мала земја како што сме ние, во многу наврати имаме кажано треба да си многу подобар за да дојдеш и да судиш на ова ниво што го судиме ние во моментот и можеме слободно да кажеме дека сме во првите 3 пара во светот. Значи да не кажеме пошто нема рангирање како порано, меѓутоа во првите 3 пара во светот дефинитивно. За жал не очекуваме ние дека треба сега нешто ние да добиеме за возврат од државата, меѓутоа никој не даде за сходно до сега, за жал, не треба не да не покани или да ни даде спортска пензија, туку една признаница и пофалница да ни даде за се тоа што сме го направиле за оваа држава. Бидејќи каде и да одиме, како што споменав, се вее македонското знаме и ние сме македонци и доаѓаме од Македонија, а не од Фиром, како што политичарите тоа го направи. Успевате да се наметнете со името Македонија, да. Секако дека е од големо значење признанието кое што се добива, најголемо кога ќе се добие нели од сопствената држава, меѓутоа и покрај тоа што се уште не сте ги добили тие привилегии поради она што успевате да го донесете за Македонија и да ја представувате Македонија, вие продолжувате и понатаму со работата, признанијата доаѓаат од страна можеби повеќе. Па сигурно дека доаѓаат од страна повеќе, пошто многу често сме, значи, надвор од државата судиме, како што рековме, Лига шампиони, скоро секој коло сме присутни. Светски првенства, значи, судевме во Шведска на светско првенство, потоа судевме во Шпанија на светско првенство, каде што ја делевме правдата за бронзен медал. Сега исто така во Катар бевме присутни, судевме четвртфинале. Одите во Полска 2016. Тачно, европски првенства бевме во Србија 2012, 2014 бевме во Данска, еве сега 2016 сме во Полска, значи сме присутни на сите тие големи надпревари и секдека се вее македонското знаме, како што спомна Ѓорѓи, така да ги судиме тие главни надпревари, најтешките надпревари, каде што треба да си има и храброст покрај знаењето. Не се нафаќаат сите суди да ги судат тие надпревари. Меѓутоа, Светската федерација и Европската има доверба во нас и ни ги доделуваат секогаш најтешките надпревари. Знаат кој може да ги отсуди до крај. А темпераментот кој што го споменавме пред малку во однос на играњето, како се одразува од страна на судењето и како судија? Па се рефлектира и како судија дефинитивно. Не може да се смени човекот и темпераментот само заради тоа што е судија или заради тоа што бил играч. Јас сум тој што сум, Ѓорги Начевски, темпераментен, како судија, така и како играч. Ама од тука, од друга страна е Славе кој што е посмирен. Да, значи од почеток многу ни замерува делегатите, контролорите што не советува дека он е тој агресивниот, јас сум тој мирниот. И вика мора да најдете некој меѓусебен баланс за да не доминира едниот. За мене многу ми беше тешко да го променам неговиот карактер. И сега одлука беше ја да го променам мојот, да идам ја кон неговиот. Така да сега го избалансиравме тој начин, ја малце дојдов построг, станав и така да сега во Европа, значи важиме за едни од некако најстроги, меѓутоа можам да кажам најреспектабилни судиски парови. И каде да идеме надвор, значи имаме голем респект и сега ни е многу полесно него претходно. Како од играчите, така и од тренерите. Не знаат сите играчи, сите тренери, значи на европски и на светско ниво и многу ни е полесно да донесеме некои одлуки него претходно. Така, сето тоа не е лесно да се дојде до тој момент. Големо искуство позади вас секако стои. Долго време сте и заедно, можеби и тоа допринесува да така добро функционирате затоа што се познавате уште од деца, што се вели. Има и тоа вистина, сигурно дека се познаваме, дека знаеме. Јас знам што ќе досуди или он знае јас што ќе досудам или како мисли и најбитно е што на ист начин го сваќаме и го разбираме ракометот. Тоа е многу битно. Значи ние се знаеме од деца, покрај нашите родители кои судеа, значи уште од деца се знаеме од мала возраст. И едноставно тоа ни дава голема предност пред другите судиски парови. Знаеме кој како дише што се вика на терен. Во секој момент он знае ја што размислувам или обратно. И некојаш, например, има несогласувања, меѓутоа тоа одма го пребродуваме. Ние ги средуваме. Ги средуваме меѓусебно. А кај другите се приметува таа нервоза. Ние подруго ги донесуваме. Помеѓу судиите се приметува? И на некој, например, кога гледаме вака други кои судат надпревари, секогаш коментираме меѓу себе.
и секогаш даваме значи исти коментари како би било, како размислуваме. Значи имаме исти мислења за развојот на ракометот, што би било, како би било. Меѓутоа ни тоа не е пресудно, бидејќи имаме сега, ќе споменам кај нас има многу судески парови кои се и близнаци. Ние имаме 3 пара, мислам, близнаци. Да, не е ни бит 2 пара сигурно за 2 пара сигурно. Така да и браќа некогаш не се разбира толку како ние што се разбираме. Вие се читате што се вели како буква еден со друг. И тоа е значи тоа и го карактеризира ракометот, поготово судиите, значи не е како во другите спортови, значи секој да донесе своја одлука. Значи секогаш мора да се знае што размислува другиот судија и да се даде таа предност што викаме ние во ракометот, затоа што тоа е најубавата карактеристика во ракометот. На пример во кошарката фаулот мора одма да се досуди. Не може да се дозволи предност, да се види што ќе биде од акцијата, па потоа да се досуди. А во ракометот значи може да се случи мора да е предвиди ситуацијата што ќе се случи. Значи треба да пуштиш да имаш визија за спорт. Што ќе биде после тој фаул. А немавте ли можеби некогаш желба нешто друго да судите, да бидете фудбалски можеби суди кои што ќе судат во кошарката? Да ти кажем најискрено никогаш не сум се видел во друга улога како друг судија. Меѓутоа како спортиста да, јас тренирав и бокс, тренирав и ракомет, како во друг спорт можеби, меѓутоа како друг судија не. Тачно и ја, например, во детството фудбал повеќе играв и ден денеска го сакам фудбалот како игра, меѓутоа судењето ми било во прв план од секогаш. Да, судиите не ретко проаѓаат и како големи звезди и како големи брендови кога станува збор, кога зборуваме веќе за фудбалот, тука е Колина кој што не верувам дека постои човек на планетава кој што не го познава. Направи од себе си, од својот лик еден голем бренд, денеска е еден од челните луѓе во секако. Има токму истата позиција како и Драган Начевски, да, во однос на фудбалот. Она што е Начевски во ракометот, тоа е Колина во фудбалот, да. И вие доста добро проаѓате овдека во Македонија, секаде во светот веќе добро ве знаат како судиска двојка. Колку тоа ви носи во однос на спортот и во ракометниот свет конкретно придонес? Колку проаѓате можеби полесно во одредени ситуации? Затоа што ве знаат и ве познаваат. Секако дека има како позитивни, нормално и негативни. Многу повеќе се позитивни страни него негативни. Има луѓе што не препознаваат, па некогаш и да сгрешиме ќе ни прогледаат низ прст или ќе ни помогнат доколку тоа треба сега. Да, маркетиншки некогаш успеале да ви искористат за нешто, затоа што Колина го искористија многу во маркетингот, а и вие досега не сте можеби били искористени. Мислите ли дека може да ве искористат добро како суди и како пар? Можеби не сме ние. Прво се уште не можеме да се споредиме со Колина и јас секогаш велам дека фудбалот е бизнис и маркетинг, а ракометот е спорт. Тоа е разликата меѓу фудбалот и ракометот. Па да, кај нас многу малку се збори за судиски парови или за другите суди во другите спортови. Значи претежно се обрнува внимание на спортистите, на ракометарите, кошаркарите, фудбалерите. Меѓутоа, на тие врвни надпреварувања многу ретко има наши спортисти, наши клубови, а ние како судиски пар секогаш сме на тие врвни надпреварувања. И секогаш Македонија е представена од нас двајца на тие врвни надпреварувања. Така да мислам дека треба малце повеќе да се обрне внимание и на таа професија во нашата држава. Убаво е што има вакви емисии како твојата и што не повика вака за да можеме да кажеме, бидејќи многу голем дел од луѓето не знаат и не разбираат како се состои на пример нашиот ден. Ние тренираме исто како што тренираат и ракометарите. Ние се спремаме пред секое првенство исто како што се спремаат и они. И пред секој надпревар така имаме тестирања, имаме како физички, така писмени тестови. Годишно може да се случи по неколку такви тестови. Да, по 2-3 тестирања, зависност. Имате постојано и предавања и семинари на кои што се надоградувате. Не е лесно, секако дека исто, играчите можеби ќе излезат, ќе седнат на клупа, ќе им досудите 2 минути, ќе одморат нели нозете, а вие сте постојано на терен, за вас мора постојано да бидете во топ форма што се види. Токму така ние немаме шанса на поправен испит. Еднаш да сгрешиме, да не бидеме во форма каква што треба да бидеме на едно првенство, следното веќе нема да бидеме делегирани сигурно. Ќе го гледате од дома или од дома на телевизија. Значи ние имаме, секој 6 месеци мораме да пратиме до Светската федерација, програм што сме работеле во текот на тие 6 месеци, со сите тие податоци секојдневно како работиме, како тренираме. Така да
Значи не е тоа само да се биде судија на терен. Значи целиот наш период, значи дома кога сме во Македонија, ние се припремаме за некој следен надпревар и мораме нонстоп да бидеме во кондиција спремни. Така да нема поправен испит, како што рече Ѓорѓи, еден кикс и си надвор од сите. Буквално како и секој ракометар, така и ние имаме свој тренер, сега работиме преку Европската федерација, имаме тренер кондиционен кој ни дава што треба да работиме преку мејл. На секој првенство имаме како тренер, така и психолог, значи како и секоја врвна екипа во денешно време. Немате секако, или како што рековте, право на кикс, мора да бидете постојано во форма. За сето тоа трпи најмногу нели и семејството, меѓутоа она што ете ракометарите, можеби се само ракометари стануваат, имаат тренинг од сабајле, попладне одмор, па повторно тренинг. Вие меѓу другото имате и свои други работи со кои што се занимавате и со кои што го издржувате своето семејство и со кое што секако го исполнувате својот ден. Кога кажав дека фудбалот е бизнис, а ракометот е спорт, мислев исто и на ова. Не се живее само Не се живее само од ракометот. Тренираме како професионалци, се спремаме како професионалци, барат од нас да бидеме максимално професионални, меѓутоа не сме платени соодветно на тоа што се бара од нас. За да може да се посветите само на тоа. Баш поради тоа работиме нормално како и сите други имаме работа, иначе јас сум менаџер во Бовин во винаријата и за среќа имам многу големо разбирање како од газдите, така и од директорот на мојата винарија. Да можеш да бидеш одсутен некој време. Да можам да бидем одсутен на некој време кога имам првенство или кога имам утакмица. За среќа, еве 7 години работам таму, ниту еднаш до сега не сум наишол на проблем. Како што рече, тоа можеби на некој начин како мојата фирма е бренд, така и јас помагам на некој начин од друга страна што допринесувам. Маркетиншки добро го смислиле тоа. Сепак ќе кажем Славе. Значи со ракометот како судија, значи не е исто како да се биде и фудбалски судија. Тоа мораме да расчистиме у старт, затоа што фудбалот, како што рече Ѓорѓи претходно во разговорот, е маркетинг и бизнис. Таму се многу поплатени судиите него во другите спортови, исто и кошарката е понапред од ракометот во тој однос, така да само од судењето не може да се живее. Јас имам своја приватна фирма, работам, трговија и мора да се работи нешто друго за да се преживее, инаку само со ракометот тешко. Значи дека љубовта кон судењето и кон ракометот е голема, што му обстојувате и издржувате вака. Сега ќе свириме ли полувреме на емисија, да направиме блок реклами? Да свирнеме, да. Тайм-аут. Така, правиме значи полувреме, одека се суди полувреме и идеме, односно се свири, не се суди полувремето, толку ја знам од судењето. По краткиот блок реклами секако се враќаме и разговорот го продолжуваме заедно со моите денешни гости Ѓорѓи Начевски и Славе Николов. Велат дека животот е она што ни се случува додека сме зафатени со правење планови. А што е животот без моментите кои за секогаш ќе ги паметиме? Без да ги направиш нештата за кои што сонуваш? Ова е твој живот. Живеј го исполнето секој ден и знај дека секогаш има на кого да се подпреш. Стопанска банка, на ваша страна. Според остварените резултати за 2014 година, Телекабел е 29-та фирма по успешност во Македонија. 18 години достигнувања. 18 години со вас. Почитувани корисници, ви благодариме на довербата. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Ново. Даб лименка од 0,5 литри. Златен даб.
По краткиот блок реклами продолжуваме со второто полувреме од денешната емисија, она што ја го погрешив и веќе никогаш во животот нема да ми се повтори, полувреме не се суди, полувреме се свири. Во текот на 60 минути додека трае еден ракометен натпревар, по колку одлуки донесувате во просек? Па видете, ова прв пат некој да ни го постави ова прашање, стварно никош не сме гледале тоа, значи сигурно многу. Не можам да кажам дали 50, 100, али сигурно многу, пошто ракометот е многу брз за игра и динамична и многу често се случуваат тие фаули, прекини, така да не можам да кажам као број, али многу. Кој напад може и повеќе грешки да се случат, така да ние мора да отсвириме. Постојано со свирчето, да. Кажете ми, колку публиката која што е на надпреварите може да изврши влијание на вас? Ја се исклучувате ли кога е во однос публиката можеби против вас? Конкретно на мене можам да кажам со сигурност, доколку има публика каква што имаме ние, ми е додатна мотивација да судам. Доколку нема како што нема на страна, е демотивирачки. За жал. За жал. Значи, кај нас кога се суди, тоа е на вистина таа вистинска публика во ракометот. Ако се кај нас, например, 3000 публика, надвор во Европа треба да бидат 15.000 за да се почувствува приближно тој филм. Таа атмосфера. Значи, надвор е као некој театар за нас. Значи, немаме некој притисок од таа страна и не делува тој притисок на нас. Значи, што вика Ѓорѓи, тоа е веќе плюс некоја мотивација ни дава да судиме што подобро, да бидеме посконцентрирани во надпреварот. А можам да кажам дека надпреварите во домашното првенство, поготово тие дерби надпревари што беа помеѓу Вардар и Металург, нема никаде на светот такви надпревари. Таму е чест да се биде судија. Приближно, значи, приближно таа атмосфера секојаш Ѓорѓи ги напоменува тие надпревари може да се случи во Тунис, во нивното домашно првенство. Значи сме имале таму многу надпревари сме судиле, така да е веќе оставам простор и он да каже нешто за тие, знам дека има обожава да кажува за тие надпревари. Какви се тие надпревари? Тие се невидени надпревари. Значи тоа не може да се опише во една емисија какви се тие надпревари. Треба само се почувствува. Треба да се почувствува. Првиот пат само ќе ти споменам кога требаше да идеме и да судевме финале на нивно првенство, а веќе татко ми имаше судено еднаш на тие надпревари и кога го прашав какво е чувството и што треба да очекуваме таму, ми рече само ќе видиш. И ништо повеќе. И ние стварно видовме 4 години судевме таму и можам да кажам дефинитивно дека единствено што има подобра атмосфера и да кажам полуда публика од кај нас е само таму. Во Тунис. Во Тунис. И во Египет. Ма Тунис е дефинитивно број 1. Ете, прв пат ова го слушам, мислев дека Вардар, односно македонската публика, генерално Металург, кој што ги имаат навивачите и она што го зборуваат нели сите кои што доаѓаат овде да играат. Еве за илустрација ќе ви кажам еден пример. Прв пат кога стигнавме пред салата, стигнавме точно 1 час пред надпреварот. Значи не треба никој да знае ни кај си, ни што си, бидејќи таму кај нив ги тепат и ги напаѓаат судиите и ги врбуваат и све се случува и затоа најчесто викаат суди од страна. Иако и суди од страна има многу примери каде што биле истепани таму. Пред салата има 2000 војска, дали на коњи, дали со калашникови, дали со кучиња. Во салата има уште 200 обезбедување. Кај нас има еден делегат, кај нив има 5 делегати. Интересно е да се напомене, има 3 пати 2 минути на публиката. Значи, на едната страна едните се црвено-бели, другите се бело-црвени. Не знаеш кој е кој. Доколку на едната страна се навивачите на едната екипа, на другата страна се навивачите на другата екипа. Доколку даеш 3 пати 2 минути на една екипа, на публиката, надпреварот се прекинува и надпреварот е завршен, меѓутоа тоа правило важи само за таму? Само за таму. Тоа е нивно интерно, значи правило. Сигурно имале проблеми во претходно во надпреварите за неспортско навивање, за фрлање на предмети и за тепачки. Морале да воведат некое екстра правило за тоа да се регулира. И значи ако неспортски навива едната страна, може до 3 пати да се дае 2 минути и после тоа надпреварот се прекинува. Сте дали ли некогаш 3 пати по 2 минути на таа публика? 3 пати 2 минути немало потреба, сме ги смирили пред да им даеме 3 пати 2 минути. Значи имате некоја техника на која што ги имаме авторитет кој треба да се почитува. Тоа и публиката го почитува. Не само играчите кои што се на терен. И иако не често ги иритирам со нашите одлуки. И тоа мора да се случи сепак. Значи самата атмосфера која ја видовте, знаевте веќе што ве очекува. Колку често одите таму да судите?
Па претходно одевме доста често, ни се случи можда 3 пати или 4 пати поред секоја година да идеме да судиме дали полуфинале или финале на првенство или на полуфинале, финале на куп. И можам да кажам првиот пат кога отидовме, ние се чудевме, викаме што е ова, војна ли ќе избие или што е, многу полиција и војска имаше пред салата. Потоа исто така имаме и во Египет судено. И таму исто имаме пред 30.000 да, публика. Пред 30.000, значи што сме суделе пред најмногу. Како сала е таа 30.000 публика? Значи во Египет, во Каиро, во главниот град, судевме пред 30.000 на светско првенство. На афричко првенство. И после тоа сега пред година и пол судевме светска селекција против домаќинот Египет, исто беше преполна салата пред 30.000 публика. Така да мислам, тие настани не се забораваат никогаш. Адреналинот расте во таква атмосфера? Дефинитивно расте во таква атмосфера. И неретко не викаат да судиме ние, бар во годината еднаш, судиме во некој од арапските земји, каде што не е воопшто лесно да се суди. Дали во Катар, дали во Саудиска Арабија, дали во Бахрейн. Така да многу често сме... Рековте дека публиката таму која доаѓа да навива не често знае и да ги нападне судиите, да ги врбува, да врши одреден притисок. Ви се случило ли некогаш некој немил настан, можеби таму или на некое друго место каде што сте биле да судите? Па до сега надворни се нема случило, значи некој таков инцидент или некој проблем. Овдека во нашето првенство имавме еден така... Сме имале повеќе Повеќе, меѓутоа еден што беше и директно на телевизија. Судевме Вардар против Металург пред не знам колку сезони, можда 5-6 сезони пројдоа. Имавме и повеќе, да. Имавме инцидент со тогашниот тренер на Вардар Ватростална, Веселин Вујовиќ. Односно Ѓоко имаше мал инцидент, па потоа настана поголем, влегоа и играчите, можеби и публика, меѓутоа ние успеавме да најдеме храброст и сила, да го доведеме тој натпревар до крај. Тогаш победи Металург и стана државни прваци. Тој како инцидент може само да се напомене. Другите натпревари проаѓале со поситни инциденти. Со поситни, тачно. Сепак тука е адреналинот од сите страни присутен, не е само кај вас, и кај играчите, и кај публиката. Кога доаѓа да се донесе одреден некој медал кога е во прашање или првенство или прво место секако, тогаш страстите се поголеми. Страстите се поголеми. Никој од публиката или од навијачите не гледа дали неговиот тим сгрешил, дали играчите сгрешили, дали тренерот сгрешил, сите го гледаат судијата дали сгрешил. Па макар и една грешна одлука да имаш, сите ќе се фатат судијата дека сгрешил. Никогаш не е, поготоа кај нас, толку доблесен да си ја признае својата грешка. Колку судијата, односно вие како судиска двојка, можете да допринесете надпреварот да биде проследен со многу фаули, со многу свирења, со многу жолти картони? Дали тоа како ќе започнете од самиот почеток со одредено темпо, така одите до крај или имате промена можеби во донесувањето на одлуките? Се консултирате ли некогаш во текот на надпреварот? Константно, бидејќи ние сме поврзани со... Сега имаме овие веќе подолго време. Да, не е Bluetooth, него тоа е специјален систем кој од Франција го имаме преку Европска федерација, каде што фреквенција само ја и Славе се слушаме, никоја страна не може да не слуша. И многу е полесно него порано. Порано треба да се видиме, па да знаеш кој што како. Иако и со очи сме се разбирале. Полека, Славе, полека. Да. Или он тебе ти вели полека, Ѓорги, доста беше. Обично он ми вели полека, меѓутоа последно време ја му викам полека. Прифати веќе. Да, прифати. И не зависи во глобала од нас, текот на играта. Ако они почнат агресивно, нормално дека ние ќе реагираме во почетокот. Доколку тоа не го санкционираме, подоцна ќе си имаме ние проблеми. Што не значи ако со тоа што сме ги санкционирале игра да стане порелаксирана, дека ние нормално треба да станеме со помалце црвени 2 минути, жолти и така натаму. Значи сега е многу релативно прашање тоа, него полесно е да се суди во денешно време со таа технологија што имаме ние, него претходно. Значи во секој момент сме поврзани, знаеме, например, разговараме меѓу себе кој како да настапи, со каква казна, кога што да досуди, така да е полесно него претходно. И како што кажа Ѓоко, значи самите играчи прават како ние ќе наметнеме како ќе биде нашиот стил на судење. Значи ние важиме за едни од, можам да кажам, за најстрогите суди во Европа и во светот. И они пред да почне надпреварот веќе знаат како ние ќе настапиме и така да они се прилагодуваат повеќе на нас него ние на нив.
Затоа велиме дека добар тренер оној што ќе прилагоди својата тактика кон судискиот пар што му судува, што му суди. Токму така. И напоменавме како еден можеби најголем настан на Олимпијадата 2012 во Лондон. Тука се секако светските првенства, европските првенства на кои што сте суделе. По што се разликува Олимпијадата? И што вие очекувавте од Олимпијадата? Беше тоа секако исполнување на еден сон, да влезете во историјата секако на Олимписките игри? Тоа е врвот во кариерата, да стигнеш да одсудиш Олимпијада, тоа е врв што може да се случи. Колку надпревари тогаш судевте? Ја мислам дека 4 или 5 се, тачно не знам, не се сеќам, мислам 4 надпревари. Завршивме со четвртфинале. Да, судевме четвртфинале. Судевме четвртфинале Данска-Шведска. Иако претходно судевме осмина финале Исланд со Шведска. Така ни дадоа, обично вика, вие сте експерти за скандинавските дерби. Ни дадоа тоа, требаше да судиме и бронза за... Веќе бевме делегирани да судиме бронза на женскиот турнир. Меѓутоа, во последен момент, данците решија од ненадеж дека тоа им е последна утакмица, последно големо надпреварување, дека се откажуваат од судењето. Значи, кога беше делегирано тоа, они носат писмо и го кажуваат тоа, и ние со образложение дека се уште сме млади и дека престојат пред нас уште многу олимпијади, дека ќе им го доделат баш поради тоа нив тој меч. Секако дека сте млади, дека стојат многу првенства пред вас, секако и олимпијади. Старосна граница за суди има. До 50-та година. До 50-та година. Што е многу повеќе од активен ракометар во секој случај. Тачно, значи ни остануваат уште 10-11 сезони пред нас. Тоа се скоро 2 олимписки циклуса. Така да сега следната олимпијада е во Рио. Се надеваме дека ќе бидеме повикани и таму да ја делиме правдата. А можам да кажам за Лондон дека ние потајно посакувавме да бидеме, меѓутоа бевме изненадени кога се видовме на тој список на суди дека ќе ја делиме правдата и во Лондон, пошто бевме сепак млади суди за таков настан, меѓутоа Светската федерација имаше доверба во нас и не покани и мислам дека ја обработивме нашата задача максимално коректно. Довербата. Одлично. Тоа е мотив, веројатно, плюс да верувате дека секако и Рио ќе биде вашата дестинација на Олимписките игри. Она што мене ме интересира како гледаш, кога гледам ракомет, постојано стојат резерви нели на клупата за ракометарите, постојат ли резерви за судиите? Постојат како за ракометарите, така секогаш има некои резервни суди. Обично не секогаш, тоа е кога е пример европско првенство или светско првенство, олимпијада, кога е некое големо надпреварување. И има по 3-4 надпревари во текот на денот. Мора да има резервни суди, бидејќи исто како играчите, така и судиите, не сакајќи може да се повредат или не дај Боже нешто друго да се случи. Така да секогаш мора да биде да има резервен пар. И ти обично тој ден е најдоседен, бидејќи цел ден мора да преседиш во сала, па гледајќи утакмици. И вие кога гледате од страна, секако ги следите и судиските одлуки, донесувањето на одлуките, се нервирате ли кога сте така? А не можете вие да донесете одлуката, како би се досудило, например, од фаул или дали би било пенал или не би било. Тоа реков дека е тешко, бидејќи седиш од страна, не можеш да не можеш ништо да кажеш. Така е. И ради тие причини, последниве 3 години многу ретко идеме на надпревари кои ги играат во Лигата на шампионите, дали Вардар, дали Металург. Само ради тие причини да не коментираме нешто што ние мислиме. Сепак, тие се наши колеги кога судат, не е коректно да се коментира. Меѓутоа, ако сме сами кога гледаме надпревари, секогаш коментираме дека можеби ние би донеле друга одлука, можеби подобра, можеби у тој момент полоша, не знаеме. Меѓутоа, секогаш има наше мислење за секој надпревар. Јас имам друго објаснување. Он вика не одиме на тие надпревари за да не чујат што ние мислиме. Не, јас ќе кажам обратно, кај нас сите станаат толку големи стручњаци и познавачи и експерти, баш поради тој аспект не идам и си гледам најчесто дома пред телевизија и си коментирам, обично со него ги гледаме надпреварите. Колку е тешко да се биде непристрасен? Па не е воопшто тешко да се биде непристрасен, поготово кога знаеш дека треба да си одработиш задачата максимално професионално и кога немаш да не се лажеме, значи секој потајно има некоја симпатија. Меѓутоа, кон некој клуб. Меѓутоа, тоа како професионалец никако не смееш да дозволиш да тоа се примети во
во игра. А прогледување низ прсти, на пример, доколку судите некоја надпреварите каде што надпреварите од Лигата на шампионите, ете да кажеме каде што играе нашиот Кирил Лазаров, знаете ли да му прогледате некогаш низ прсти? Па еве, баш имавме сега прилика да судиме прво коло Лига шампиони Рајнекен Ловен против Барселона, каде што Кире игра нели за Барселона и они го загубија тој надпревар со разлика. И во текот на целиот надпревар, значи ние бевме во некоја комуникација со него, мислам она пошто пријателска. И едноставно он се виде некоја нервоза и ке него дека сепак ние доаѓаме од една иста држава, меѓутоа он не виде никаква помош од на теренот. Аер, што се вика ќаро тоа. Тачно, така да ние секогаш гледаме да сме максимално коректни, без разлика дали има некој наш играч или тренер во некој од клубовите. Како си ја работи задача да професионално игра за тој клуб, така и ние мораме да си одработиме професионално задачата и да на терен сме професионалци, надвор од терен можеме да бидеме пријатели, другари, све можеме. Колку пријателства произлегува од ракометот, ете сега кога споменавте на терен сте професионалци, си ја работите работата, во контакт сте постојано со најголемите секако имиња во светот на ракометот, остануваат ли пријателства, имате ли комуникација надвор од теренот со некој од играчите? Не со некој, со секој. Да не кажем скоро со сите, поготоа од нашите простори нема со некој што не сме посебно и блиски и другарски настроени после утакмиците. А кога имате слободно време, затоа што сме некаде пред крајот на денешната работна сабота, верувам со вас муабетот може да трае и да раскажувате приказни секакви случувања од терените, но ете она што не го знаат гледачите за вас, секако слободното време како го поминувате. Ѓорги, знам дека се љубител многу на шарпланинци, на кучиња и секако на коњи. Славе, што ти правиш? Ја не сум толку љубител на животни, меѓутоа еве ја почнав, што се вика, Ѓорѓи ми внесе некоја љубов кон кучињата. Сега земав и ја еден шарпланинец да чувам. Инаку слободното време гледаме, верувам и он, максимално да го искористиме со фамилијата. Кој што најмногу трпи. Тачно, значи нон-стоп сме надвор на патувања со авиони, хотели, надпревари, значи многу малку време ни останува да бидеме со фамилијата и гледаме секој момент тоа да го надокнадиме и гледаме да бидеме нон-стоп со нив во тие слободни моменти. Да, убавиот дел од работата е тоа што можете да бидете во контакт со светски тимиња, да бидете дел од најголемите настани во ракометот, меѓутоа тешкиот дел е секако тоа патувањето, далеку од семејството, секако време поминато надвор од државата, авиони по неколку што се вели во текот на неделата, потребно е слободно време да се релаксирате. Тука се нели кучињата што ги споменавте, покрај фамилијата, секако и коњите. Колку успеваат тие да ве смират, да ти дадат мир? Кој што напомена Славија, фамилијата е на прво место, значи со нив го поминуваме најголемиот дел од слободното време. Меѓутоа, како што напомена и ти, огромна љубов ми се животните, значи не само кучињата и коњите ми се најомилени, меѓутоа нема животинче што не сум го чувал до сега, бар оние што ги има кај нас, нема животно. Дефинитивно кучињата највеќе ме смируваат. Значи, времето поминато со нив. Времето поминато со нив. И најнервозен да сум, колку и да сум нервозен кој ќе искочам со нив и кој ќе прочитам, сум како препороден, како нов човек. Значи на секој патување каде да одиме, морамо да го кажам, значи нема град, нема место каде што не ми рекол ајде да одиме во зоолошка градина. Или ајде да одиме во некоја штала кај што има коњи. Значи тоа е, мора да посетиме некое такво место. Има голема љубов и полека и ја пренесува и кај мене. Така, кога се толку време заедно, нормално е дека ќе си ги пренесувате своите интереси и искуства еден со друг. До 50-та година, рековте, имате уште 11 сезони, многу надпревари секако. По колку ви се фаќаат надпревари месечно? Па вака сега, значи, претходно имаше помалце надпревари, меѓутоа сега со формирањето на СЕХА лигата се отвори шанса да судиме повеќе надпревари. И можам да кажам дека скоро секој викенд сме негде ангажирани. Така да годишно се фаќаат доста надпревари. Да, мораме да бидеме во домашното првенство, во СЕХА лигата и во Лигата шампиони, плюс овие првенства што се таму. Така. Вие ги наследите секако вашите родители, има ли вас кој да ве наследи? Па секако има. Ја имам син 10 години, сега чекаме принова. Така да се надевам дека синот ќе... Има ли интерес? Па за сега нема толку, меѓутоа се гледа некој почеток, почиња да гледа надпревари, да се интересира зашто судиле судиите, така да се гледаат некои почетни знаци дека ќе сака да биде и он.
Некогаш ти дофрли тато попушти му на Кире или не знам. Па се уште е мал за да разбере знае тачно. Меѓутоа секојаш гледа кога ќе не види на телевизија вика тато вика еве го Чичко Ѓоко вика сумина на такмица. Ѓоко, кај тебе има ли наследници? Јас имам 3 деца, имам 2 ќерки и син. Ќерките се поголеми, едната е 16 години, другата 14. Они не се толку по спортот, не дека не се инволвирани, меѓутоа јас мислам дека син ми е тој што ќе ме наследи. Тренираше кошарка 4 години, веќе 2 години тренира ракомет, така да мислам дека е тој, ако не замени како суди, дефинитивно достојно ќе не представи во ракометот како играч. Како играч. Кога е најрана возраст да се започне со изучување на судењето како професија? Кога најдобро се почнува да се изучуваат правилата? Значи, порано беше на многу подосни години, значи најчесто беше тоа некои бивши ракометари прво ќе играат ракомет, па потоа ќе се префрлат во судиска кариера. Меѓутоа сега новиот тренд е што да има што помлади суди, значи почињаат од своја 15-16 година и сега постои значи програма на млади суди во светот каде што идат на тие младински турнири, школски надпреварувања во светот, така да ги следат луѓе од Европската и од Светската федерација и на многу порани години стануваат европски и светски суди, што рече и Ѓоко претходно, нашето мислење не е баш во согласно со тоа, така да немаат се уште искуство доволно во домашните првенства за да можат да ја делат правдата на такви тешки надпревари. Сепак треба да се испече за ето дома, па потоа да се настапи на таа сцена. Меѓутоа тоа носи порано ние почнувавме да тренираме на 13-14 години ракомет, сега почнуваат на 6 години. Тоа е разликата. Како почнуваат помлади тренираат како ракометари, така ние мораме за тие надпревари младински да имаме и помлади суди. Дојдовме до крајот на денешната работна сабота, брзо помина времето. Она што секако вас ве очекува сезоната на Лига шампиони во текот, секако се надпреварите од СЕХА лигата, Европското првенство во Полска, домашното првенство и секаде онаму каде што ќе викнат, се надам дека повторно ќе викнат во Тунис, наскоро Египет, за да уживате нели во таа атмосфера која што ја споменавме пред малку. Следна голема надпреварување имаме покана од Француската федерација, односно на Светската федерација, ќе судиме таа златна лига во Франција, ќе бидат таму селекцијата на Катар, на Данска, на Норвешка и домаќин од Франција, пред Европското првенство во Полска. Одлично. Значи, навистина исполнет период со многу работа. Верувам дека уживате, дека тоа покрај стресот кој што неминовно ви го носи од патувањето и од сето она што работата како сама го налага, ви носи многу убави моменти и ве исполнува и токму поради тоа успевате да издржите и со сите оние обврски кои што и овдека кога ќе се вратите ве чекаат. А пред се жртвата која што ја давате да бидете далеку од семејството. Така. Значи семејството трпи најмногу. Меѓутоа тоа е тоа, животот мора да тече. Ви благодарам што денеска бевте дел од работна сабота. Уште еднаш ви посакувам многу успех на престојните надпревари како суди и секако она што ќе ви посакам е да кариерата ви продолжи со се поголема и поголема, односно повеќе да ве ценат и тука кај нас, како што ве ценат и насекаде во светот. Ти благодариме на поканата и ти благодариме на убавите збори. Драги гледачи, ви благодарам што денеска бевте повторно дел од работна сабота. Верувам дека уживавте во разговорот со Ѓорги и со Славе и секако утре оној кој што е слободен и кој што секако сака спортот, и имаме ракометни надпревари, па така информирајте се во колку часот играат и одете гледајте, секако дофрлувајте од трибина затоа што како што нашите суди рекоа, атмосферата која што публиката ја прави е посебен адреналин како за нив, така и за играчите. Останете со 24 вести и секако репризата за оние кои што можеби подоцна се вклучија е утре во 21 часот.